Доминација во првата лига, изборен пласман во Суперлигата, промовирани кадетски репрезентативци. Се тоа за само неколку години е резултат на ракометниот клуб ХЈС Работник, кој внесе свежина на битолската ракометна сцена. Тимот предводен од Иван Марковски и Александар Зарков доста високо ги има поставено своите амбиции за војднина. За почеток ви го честитам пласманот во Суперлигата. Моето прво прашање е како би оцениле сезоната која изминува? Најнапред ви благодарам за честитките за нашиот пласман во Суперлигата и слободно можем да кажем дека амбициите уште пред почетокот на тековната сезона беа подобра пласман од таа претходната, бидејќи знаеме веќе втора сезона се надпреваруваме во вториот по ранг такмичење во ракометната федерација на Македонија или првата ракометна лига и целта беше подобар пласман од претходниот и секако како што одминуваше и текот на првенството и времето, амбициите беа пласман во Суперлигата, што на крајот, еве пред две кола од крајот на завршувањето на тековната сезона, ја остваривме таа цел и заслужено се наоѓаме во тоа друштво на најквалитетните екипи во Македонија. Околу самите почетоци на клубот, од каде дојде мотивацијата да се формира нов клуб и да се започне баш од нула? Цела ова приказна почна во 2011 година, кога јас и Александар Зарков решивме да основаме ракометна школа и во март таа година почнавме со работа со деца од најмладата возрастна категорија, почетници и идејата беше да продолжиме да работиме во она што најдобро го знаеме, односно да бидеме активни во делото од ракометот и сето тоа добро, смислено го организиравме за да еве веќе петта година успешно работиме прво како ракометна школа, а подоцна сето тоа таа работа со млади категории даде резултат и прераснеме во еден клуб кој што е на самите почетоци, дека сигурно како што одминува времето, како што си доаѓаат и резултатите, се надевам дека така ќе расти и клубот, кој што во овој момент за еден многу краток период достигна големи резултати. Морам да напоменам со 60-70% од првата генерација на ракометари на нашата ракометна школа, надополнета со неколку домашни битолски играчи и сето тоа да даде денес еден резултат, а тоа е пласман во Суперлигата. Како што веќе кажавте, за еден краток период доста солидни, можем да речем, резултати. Колку човек треба сам да се вложи, така да го наречем како проект, за да стигне до ова ниво каде што е денес? Уште на самиот почеток, јас и Александар си дадовме јасна цел дека работата со ракометната школа нема да биде импровизација, туку едноставно една професионална работа која што, како и што видовме во ден денес, даде резултат. Поставивме некои стандарди, принципи на работа кои што и ден денес не отстапуваме и мислам дека на најдобар можен начин на сите дечи на кои поминаја низ таа ракометна школа им ја дадовме она основа, подлога за да станат добри и врвни ракометари и пред се да се изградат во едни правилни и нормални личности, бидејќи школата и работата на школата не беше само ако можем така да кажем учење на ракомет, него и создавање на некои вредности, човечки вредности и мислам дека од самиот почеток кога почнавме буквално со 3 деца, да денес бројката прерасне во околу 100 и мислам дека на секое едно дете им се посвети доволно или максимално влијание за да
денес најистрајните, бидејќи знаеме дека спортот е една сурова работа која што сепак на крајот остануваат оние кои што имаат желба, истрајност и мотив за таа работа, да денес дел од нив се и првотимци на нашиот клуб. Сепак програмата и планот кој го поставивме за она возрастна категорија која е наменета за нив, сепак даде во плод, ништо не беше измислено, едноставно само се водевме по некои правила и прописи кои што даваат во работа со млади категории за денес тоа стана препознатливо и ни даде на некој начин и додатен мотив за уште успешна работа. Покрај пласманот во Суперлигата промовиравте и неколку кадетски репрезентативци. Која е тајната на успехот на ХС Работник? Па, ако работиш квалитетно и правилно, секако дека подоцна резултатот самиот по себе ќе си дојде. Ние е огромно задоволство да кажеме дека во оваа генерација на 98 годиште и помали дадовме во моментот два репрезентативци кои што пеа на списокот, на поширокиот список на еден меѓународен турнир кој што се играше пред месец дена во Бугајно. Стефан Христовски и Дарио Петровски беа играчите од нашиот клуб што сум сигурен дека во таа генерација на кадети ги има уште повеќе. На овој момент селекторите на таа репрезентација мислеа дека најдобро ќе одговорат овие двајца. Нема некоја посебна формула, едноставно работа, ред и дисциплина, и мислам дека сите тие деца кои што работат од самиот почеток со нас ја сватија озбилно оваа работа, и мислам дека нивниот ангажман, потпомогнато од нас двајцата, зборам во оној тренажниот дел, тренажниот процес, им даде резултат. И еве, тие после неколку годишна, можам да кажам, краткотрајна работа, се промовира во репрезентативци во таа кадетска категорија, што мислам дека во следниот период ќе напредуваат уште и ќе бидат едни од звездите на македонскиот ракомет кои што можеби во иднина ќе не представуваат и во сениорските категории. Дојдовте, можем слободно да речем, како едно пријатно освежување на битолската ракометна сцена. Каква е реакцијата кај битолчани во однос на клубот? Добро, на почеток само се заблагодарам за поканата и за честитките кои што ни ги упативте. Пред се сакам да кажам дека јас сум краток период, негде околу 2 години заедно во овај цел проект наречен ХС Работник, и ми е исклучиво задоволство што бев поканет од страна на двајцата македонски, можам слободно да кажем, легенди на ракометот, Иван Марковски и Александар Зарков. Апсолутно реакциите на битолската јавност мислам дека се доста позитивни, бидејќи на Битола долг период беше во некоја, не сакам да напаѓам, меѓутоа некоја летаргија во ракометот, кој што за жал Пелистер, знаете и самите дека долги години нема некој успех, стално се бори во некој плејаут и така. Сметам дека ова му требаше наградот и реакциите се повеќе од добри. Сметате ли дека може да се оживе традицијата на тие битолски дерби надпревари и што треба да се направи да се стигне до таа прилика? Апсолутно сметам дека овој проект ХС Работник дека има многу добра иднина и ние апсолутно без разлика, значи дали ќе има дерби, нема, тоа какви се амбициите на другиот клуб, значи можам слободно да кажам дека нашите амбиции се високи за следната сезона и ќе покаже времето. Ракометот во Битола од секогаш бил, може да се каже, спорт број 1. Со каков капацитет на млади ракометари располага нашиот град? Па, ако знаеме дека во некое минато време Битола даваше можеби една цела комплетна репрезентација која што се надпреваруваше и на големите европски светски надпреварувања, и дека доста битолски ракометари излегува таа позната битолска ракометна школа. Слободно можам да кажам дека ова поднебието или Битол како град на ракометни таленти е
се уште не да кажем неоткриено, него има просто добрен простор за работа. Ако на Бојан и претходно кажа дека со она работа на другиот клуб, на ракометниот клуб Пелистер и оние нивни, ако може така да се каже, резултати, борејќи се за тој плејаут или место во долниот дел од табелата на првенство, да може само да се каже дека не се работело доволно во тој дел на младите категории, дека има еден огромен вакуум од, слободно можем да кажем, 20 години, каде што не излегол некој, можеби во поново време, Дрогишки и Кузмановски од таа ракометна школа, за да се навратам и на тоа прашање, можеби мотивот мој на Зарков во тој период беше да почнеме да работиме со млади категории, сметајќи дека Битола како поднебие може да добие уште некоја генерација која што достојно ќе го презентира првен битолскиот, а подосна и македонскиот ракомет. На некој начин испадна дека сме во право во оној сегмент дека не се работело со млади категории, тоа е факт. И можеби ќе биде препотентно ова што ќе го кажам, но мислам дека РКХ се работник во тој вакуум, после тој вакуум од 20 на години, направи една ракометна школа каде што ја створи можеби и базата на идните ракометни битолски звезди, бидејќи ве уверувам во нашата екипа има доста млади талентирани играчи кои што допрва ќе бидат и има што да кажат, но тоа е нашата работа, зборувам за нашиот клуб и мислам дека допрва сето тоа што беше како почеток на работа на една ракометна школа, подосна еве сега во последната зона во Суперлигата ќе покажеме дека на работата со младите категории посебно кај нас е правилна и дека ќе даде резултати. Не знам од кои причини не постават повеќе од една, евентуално две школи за ракомет во Битола, но тоа е тема за некоја друга прилика и мислам дека во Битола има доволно капацитети и доволно деца да има повеќе школи каде што ќе биде препознатлива таа битолска школа на ракометари која низ годините ги дава и најголемите ракометни имења во Македонија. Веќе ги започнавте и подготовките за наредната сезона, веќе донесовте и неколку играчи. Има ли простори за уште некој интересно засилување до прва? Па ете, Бојан како спортски директор на нашиот клуб во еден дел кажа дека нашиот ХС работник нема да се задоволи само со некоја епизодна улога во Суперлигата. Имаме своји цели и амбиции, сигурно дека покрај Филип Чурлевски и Мите Караиванов ќе доведеме уште неколку засилувања на нашата екипа. Ние тоа го правиме транспарентно за секој играч кој што ќе дојде во нашата екипа, детално се размислува, детално се анализира, бидејќи мора да одговара и на карактерот на екипата, на типот на екипата, на она што ние како тренери го имаме замислено и мислам дека многу внимателно и прецизно во тој дел ќе одговориме на тие засилувања. Во периодот што престои ќе најверојатно сигурно ќе објавиме уште 2 до 3 имиња кои што ќе бидат засилувања за ова наша постоечка екипа и верувам дека и во сегашниот тим на ХС работник има имиња кои што може слободно да одговорат на предизвикот Суперлига, бидејќи се сите тие битолски деца, можеби во некое блиско минато подценети, подзаборавени од некои други структури на клубови или како сакате, но сепак ја добија тие шансата во нашиот клуб и самите потврдија дека имаат квалитет не само за прва лига, него и за Суперлига и за повисоки достигнувања амбиции на еден клуб, како што е нашиот. Долги години вие бевте на теренот. Како се сноѓате сега во оваа нова улога и какви амбиции си имате поставено? Па, уште на самиот почеток кога почнавме со оваа работа, рековме дека ние како играчи ја завршивме кариерата и дека она што го постигнавме
долги години репрезентативци, интернационални кариери, ќе пробаме да го пренесеме и на децата кои што ќе ја поседуваат нашата школа. Секако дека едно е да си играч, друго е да си тренер, но како што растеше школата, како што расте клубот, така и ние растеме. Се едуцираме во оној сегмент на тренерска едукација, бидејќи денеска мора да во Ракометната федерација и Издржувањето на ракометни тренери имате една добра комуникација и тоа е добро, бидејќи само на тој начин можат сите тренери во Македонија, така и ние да напредуваме, и мислам дека во тој поглед можам слободно да кажам дека чекор по чекор ги совладуваме оние тренерски вештини кои што треба да ги има еден квалитетен тренер. Амбициите се секогаш највисоки. Мора да знаеме дека тренерската работа и општо работата на еден клуб не бара импровизација, него бара максимална посветеност. Ние сме професионалци во оваа работа. Овој клуб кој што го издигнавме во овој момент, заедно ние тројцата, подпомогнати исто и од, морам да напоменам, една огромна логистичка поддршка од Благој Стефановски, поранешниот председател на ракометниот клуб Перестер, кој што заеднички ги правевме оние успеси на ракометниот клуб Пелистер. Сето тоа во овој клуб го пренесуваме и мислам дека на најдобар можен начин го изградуваме овој клуб во еден респектабилен клуб, европски клуб, кој што во едно денешно време во Европа, во Германија, во Шпанија, во Франција е нормална работа. Мислам дека на добар пат сме, ќе одиме транспарентно, чекор по чекор, и ќе си ги остваруваме оние цели и задачи кои си ги поставивме пред себе. Кои се амбициите и визијата на ХС Работник? Па како што каже Иван, значи нашите амбиции се, да речем, тој плей-оф во македонската Суперлига. Визијата е секако продолжување на она што тие го работе околу школата и секако ракометниот, понатаму, значи ракометниот клуб кој што мислиме и сакаме, значи, да створиме пред се деца од Битола. Понатаму секако и да вратиме некој, како што беше со потегот со Филип Чурлевски, има и доста други деца кои што играат во македонските клубови, значи надвор од Битола, кои што сакаме да ги вратиме назад. Значи да покажеме дека Битола сепак бил ракометен град и ќе остане ракометен град. Сметате ли дека можеби во блиска иднина битолчани ќе имаат повторно можност да уживаат во тие европски ракометни надпревари? Јас, значи, бев дел како гледач на тие европски надпревари. Иван и Заре играле на тие надпревари, секако дека и нивните, а и нашите амбиции се повторно тоа, а и Битола го заслужува како град, како пред се ракометен центар, не само во Македонија, него и пошироко, да гледа такви надпревари. Која би била вашата порака до оние млади ракометари кои допрва треба да се издигнуваат? Па, јас во едно моје претходно интервју со Зарков, што го дадовме за еден од спортските портали, медиуми во Македонија, рековме дека на едно исто вакво прашање, дека ракометот е една многу убава работа која што ако се посветиш максимално, да може да добиеш многу. Значи не зборам само од оној финансиски аспект, него зборувам од оној комплетен аспект, како комплетна, каде што можеш да се изградиш како комплетна личност, каде што можеш да го промовираш, да се промовираш себе си, да го промовираш својот град, својата држава, и мислам дека сите деца кои што ќе почнат да се занимаваат со ракомет и воопшто со спорт, треба само да бидат истрени, да веруваат во тоа што го работат, да им веруваат на своите тренери, бидејќи, верувајте, тренерите се оние кои што децата покрај родителите поминуваат најповеќе време со нив, и дека секако се вторите мајка и татко, и тие најдобро може да им помогнат во оној психофизички развој на децата, и секако дека најстрајните, најталентираните и оние со неголема желба можат да успеат. Сепак, напоменавме, Битола е
ракометен град, Битола го заслужува тоа и Бојан напомена во некоја блиска еднина, се надевам дека Битола како град ќе гледа повторно големи европски надпревари, дека салата ќе биде повторно полна и дека ќе им го вратиме, ќе им ја вратиме вербата на битолчани, дека и сепак во Битола постои спорт, дека ракометот е оној кој што беше препознат во изминатите 20 на 30 и повеќе години. Јас тука ќе ви се заблагодарам за овој разговор, ќе ви посакам пријатна прослава викендов на титулата и секако уште поголеми успеси во иднина. Па јас ќе се заблагодарам на вашето гостување во просториите на ракометниот клуб ХС Работник и ќе искористам оваа прилика да ги поканам сите искрени љубители на ракометот во недела во 12 часот и 30 минути во спортската сала на медицинското училиште доктор Јован Калаузи да дојдат заеднички да го прославиме овој влез во Суперлигата на ХС Работник, бидејќи играчите и сите кои што беа околу овој клуб, кои што го помогнеа, заслужуваат на еден достоен начин да ги поздравиме актерите и во оваа прилика ќе искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите играчи кои што го дадоа својот максимум на перфектната изворедна соработка на спонзорот, бидејќи без неговата помош сигурно дека ова што сме денес немаше да бидеме и дека во иднина уште повеќе ќе ги израдуваме сите наши навивачи, а верувајте дека во иднина ќе ги има многу. Благодарам.